Здраво на сите и добре дојдовте во нова епизода на Младите се гласот на промените. Подкастот во кој младите зборуваат, размислуваат и менуваат. А денес зборуваме за нешто што не е само активност, туку и начин на живот. Младински активизам. Што значи да си млад и активен во време на апатија? Може ли една идеја или акција или еден човек да биде искрата што ќе разбуди цела заедница? Наш денешен гостин го знае одговорот на точно ова прашање. Тој е председател на една младинска организација наречена Урбано гнездо од Кривогаштани. Младинска заедница која направи бум во Македонија и ги охрабри младите од општина Кривогаштани вистински да се посветат на својата заедница. Стеве е дипломиран историчар, а пред се човек што соработува со младите, ги охрабрува и го живее активизмот како стил на живот. Останете со нас. Ке зборуваме за предизвици, инспирации, митови и вистински приказни од терен. Здраво Стеве, добре дојде во студиото на Радио Пулс и во чекањето на Пулсот на младите. Прво фала ти што си тука и фала што ја прими поканата. Почнуваме од тебе, која е твојата лична приказна и кога свати дека активизмот, младински активизам е односно твојата работа која што сакаш да ја тераш понатаму? Здраво живо и до тебе, фала прво за поканава. Голем поздрав до гледачите. И секако голем поздрав до кривогаштанци, најголем за нив. Интересно прашање. Мислам дека активизмот започнува кога ќе сакаш да промениш нешто во средината кај што живееш. Ако нешто ти смета и ако го сватиш како нормалност, ако ти е веќе нормалност и ако го прифаќаш во секојдневие, веќе не може да бараш промена. Мора ти сам нешто да промениш, да се вклучиш во нешто, макар и со baby steps од почеток или како и да е. Мислам дека тоа е пантата. Сакаш да живееш, мора да бидеш активен и информиран кај да живееш. А кој беше твојот мотив за да почнеш така за промената? Промената, да, како што кажав, сакам да живеем во убаво место, сакам да живеем во средено местенце, налик, не знам, на некоја општина на запад, зашто да не. Да нема отпадоци, да има ред некаков, да биде чисто. Тоа ми беше првичната, не знам, цел за некој правец. А што значи за тебе фразата активизам како стил на живот? И колку е тоа професија, колку е тоа мисија, уствари? Активизам. Па, мислам дека во секоја сфера, во срединава на живење, треба секој човек и млад човек или без разлика да е активен, без разлика на години. Дали со акции, дали со волонтерство, дали со, не знам, учество на некој настани, помагање на некој настани, одржување на некој места. Дали некогаш си се почувствувал како исклучок во твојата заедница, што си почнал да преземаш такви и baby steps да се, но секако си пробувал да смениш нешто за разлика од другите? Па, не би рекол дека се имам почувствувано како исклучок, не сакам да мислам дека сум исклучок, мислам дека има многу човечки добар капитал во Кривогаштани конкретно, кај што се многу слични, сакам да мислам дека се и сличи на нашиот, на мојот менталитет, на нашава организација. И еве еден ти си еден таков пример. Кривогаштани е расадник на добри деца, гледај, од Кривогаштани го водиш подкастов, пример. Еден од многуте такви деца, така да не мислам дека сум исклучок и не мислам дека делам од некој. Иако мислам дека сме малцинство, ама сепак сме некако движечка сила на некој вид авангардска или за пример. А како настана Урбано гнездо и фактички која е мисијата на Урбано гнездо? Урбано гнездо настана, би рекол, спонтано. Првим бевме како неформална група во еден проект кој се викаше Зајакнување на луѓето од Пелагонија 1, под водство на Провока од Битова, и бевме доста, мислам, горе-долу цела Пелагонија организации. Првата година Кривогаштани беше под координаторство на Прилеп. Додека за втората година одлучивме да си основаме ние како неформално движење на почеток и после како организација
невладина организација, Сдружение на млади Урбано гнездо Кривогаштани. Така се јаве таа првична да влеземе во институција на некој начин, за да можеме и како подоцна, како што направиме и неколку грандови, неколку проекти и се уште сме на тој пат. Така да мислам дека постепено, чекор по чекор се одвиваше нештото и постепено растеше и постепено луѓето што идеше учествува на настан или се со нас помагаа за целосно тоа растење и слика на Урбано гнездо. Целта и... Така ме праша целта? Да. Целта ни е на крајот на денот да се создаде една популација кој што нема се да зема здраво за готово, кој што ќе препрочитува, ќе се информира, нема да верува во не знам некој кој што им сега модерни, што го викаат кликбейтови или фишинг или ќе насендува на некој непровелен извор, едноставно да биде добро информиран, поткован, да проверува, да истражува, да се само изградува, да едноставно подобро себе си да си направи во утрешниот ден. Тоа целата поента ни е горе-долу вака, long story short. Како мислиш, мислам, Урбано гнездо како се разликува од другите невладини организации во регионот? Па се разликува со тоа што е збир на многу добри деца кои што одделуваат многу од своето време, се го жртвуваат своето време да направат нешто, да направат некаква промена, некаков пример, некаков активизам, при тоа и да бидат осудени да не им гајле. Сепак ние не сме тие работи ни се туѓи, партии, слични некои такви симпатии. Во тоа мислам дека се разликуваме, сме чисто автохтона, создадена од нас, од млади, од потребата на младите и диригирана од нас, од сите што сме внатре. Дали се соочувавте со предизвици при почетокот и кој бил еден од најголемите предизвици кои што сте ги надминале како организација? Може би што бил некој неочекуван или што сте гледале дека што можете да го очекувате, но сепак не сте биле спремни? Мислам дека од почеток ни беше предизвик тоа да на некој начин да се извадат од комфорт зона младиве што доаѓаат кај нас. И она мото нема ништо да променам, што ќе сменам јас ако дојдам, што ќе смениме сега со акција, што ќе смениме со ова. Мислам дека се движиме на нагорна линија на тоа поле, има разлика во после нашето действување. Би рекол дека тоа од почеток ни беше едноставно да бидиме препознаени како такви, како еманципирачка, да речам, еманципирачки мотор кој што сака може да доаѓа, да волонтира, да се дружи, да учествува на настани, да помага, значи тоа. Урбано гнездо сега колку членови брои? Па престанавме да броиме колку има членови. Има доста членови, има доста волонтери. Се поголем интерес има, се повеќе се расти, како на Инстаграм страницата, така на активизам, се поголем број имаме на учесници на секој повик, на секој активност, на секој хуманитарен настан, на секоја акција. Така да задоволни сме и го гледам, како да кажем, ја гледам Урбано гнездо како маратон, не како спринт, онака трчањето, како подавање на штафета. Едни доаѓаат, други си одат, константно да има нови деца и да се подава штафетата, едноставно да се надевам ме разбираш и публика да ќе ме разбираш што сакам да кажам, да има долгорочност на целиот процес. Едни мислам дека најголеми успех што го успеавте во почетокот на Урбано гнездо е отварањето на младинскиот центар во Кривогаштани. Како започна целата таа приказна, за да стасаме денеска, мислам дека до една прекрасна просторија која што можат сите млади да користат за сите своји активности кои што сака да ги реализира во текот на својот ден и во текот на цела недела, можат целосно да си го посветат времето тука, ако му треба, пример, компјутер, како што имаме зборувано и со сите останати млади претходно, дека можат слободно да го искористат, ако му треба забава, има. Да, се разбира.
Целиот простор е наменет кога ќе влезеш натре се чувствуваш како дома, едноставно, и целава поента и секогаш сите муабети водиме на тоа, ова сето е наше. Нонстоп собираме пари, нешто прикупуваме. Секоја нечистоти или се нешто да има проблем, да го гледа како негов проблем, секој што доаѓа тука. Да не биде онака ова туѓо е, не ми е гајли, што и да е. Да го чувствува како ствое нештото. На крајот на денот тоа е и од секого, не е од еден, од двајца, од тројца, од секој, останато за нив ќе биде. Затоа треба, мислам, да се одржува и да се одржува тој дух на нон-стоп нешто поправање, нон-стоп нешто прикупување, нон-стоп некоја потреба да се реализира. Целиот англицизам вајб натре е направен така, топла жолта светлина, автентичен. Имаме дрвен пот кој што е во се извинувам, е многу складен со целиот објект. Сепак тоа е едно српско училиште со преку 109-108 години постоење, кој што е реновирано и го задржува естетичниот изглед како што изгледало тогаш. Така да тоа е целата и задоволни сме, да, како дали за филмски проекции, дали за компјутерите, дали има и фудбалче, има и каудж за седење, кафемати, значи само одржливо да биде на крајна цел имаме нештото и успеваме, мислам дека досега. Дали Младинскиот центар е еден од најкреативните или така да речени најлуди проекти кои што ги имате до денеска реализирано, или има нешто поинтересно од тоа? Па како тежина мислам дека да, е како најголем, да речам, подвиг реализиран. Никој на почеток не мислевме дека ќе имаме такво некое каче наше, да го наречиме, или како што сакаме да го редуваме, или што сакаме да организираме внатре. На почеток беше само мисла. Потоа, како што кажав, аплициравме на 1-2 грандови проект, МРФП, и уредено од неколку проекти внатре, како што кажав, сите да се складни еден со друг. Е најголем подвиг, но мислам дека за мене лично е најдраго и најголемо достигнување минатава, мислам последнава зима кога организиравме хуманитарен настан, филмска проекција, и собравме, мислам дека преку 80 колечина, плюс и пари, прикупивме и уште колечина кои што беа дистрибутирани кон локалните училишта на позагрозени семејства, деца, така се предаде. Секако не директно нив, туку му ги дадовме на одговорни некои од училиштата кои што ќе му ги предадат. Исто така, покрај Младинскиот центар, како е на многу урбана просторија, на урбано гнездо и општо на сите урбани млади во Кривогаштани, го имаме и сега новиот уреден двор во кај истиот објект, кој што исто така има еден преубав летниковец, преубава фонтана, огромен простор со бина кај што може да се одржуваат културни настани. Дали има некои планови за одржување на некои културни настани тука и како се плановите за надоградување на сето тоа што е веќе направено понатаму? Така да, прекрасен е дворот, јас неколку пати дури го имам наречено целиот објект принцезата на Кривогаштани, пошто е стварно како принцеза тој објект и се околу него тука. Со сите негови елементи, дали летниковец, дали клупи, се разбира, секогаш ќе има тие детски болести на, да речам, одржување на место, секогаш има предизвици, секогаш има нешто ќе се случува, но ние секогаш сме тука, имаме секоја втора недела, трета недела, нешто средуваме, поправаме корпи, имаме со селекција за секако вид на отпад, косиме трева, ако некогаш се заборавил да си скоси, се случува. Ангела највредна беше. Да, Ангела беше највредна, најлегендарната слика има таа. Сите помагаме кон нешто, како што кажав, мора да биде само одржливо и да се гледа како свое. Тоа е самиот почеток. Нештото што гледаш како свое, подруго и го чувствуваш, подруго го гледаш. А од страна на настани, минатиот викенд имаше настан,
Мислам дека и сега ќе почне по дефолт да се употребува бината и целиот тој простор за такви културни манифестации. Имаше викнато пејач, имаше, мислам дека и доста задоволен беше организаторот, прилично доста народ. Секако се што се случува, се што се организира е едно пус богатство и пус настан и пус, не знам, разбивање на монотонија на жителите на цела општина Кривогаштани. Планираме да, еве сега ќе открием за прв пат, планираме да организираме бела ноќ. Се обидуваме да стапиме во контакт со некој по, да наречам, големи имиња на диџеи. Па ќе видиме како ќе да се тоа. Имаме поддршка, имаме заинтересираност, имаме волја. Ќе го направиме баш еден урбан интересен настан како што деликува за сите, да. Па е една покана до сите млади од околината на Кривогаштани да присуствуваат. И пошироко цела да, Албанија. Нормално следете ги социјалните медиуми на Урбано гнездо, на локалниот планински совет во Кривогаштани и ќе бидете известени сакако. А што мислиш денеска активизмот како појава, колку е модерен? Оти јас мислам дека младите некако го перципираат еднаш кога ќе стапат тука како обврска наместо нешто што е навистина кул и што е добро за сите околу нив и за нив. Да, имам приметено дека не толку често, ама се случува кај некои групи да ги сака привилегиве на нештово, а да не ги сака врските. А то обично не оди така, тоа е танго, мора двете работи да ода едно по едно. Мислам дека се поместуваме на таа точка, станува тренд активизмот, веќе има смисла и да излези од комфорт зона и да каже што мисли и да предложи некоја идеја ако веќе гледа дека таа се реализира во иднина. Секогаш имаме голем одзив на сите настани, сите активности, дали локално, дали не знам во соработка со генералка викенд, видеа, секогаш имаме поддршка за се. Мислам дека се сменува некои тие тектонски поместувања, се случува конечно, кај што баш младио сваќа дека секаде има активизам во сите држави, дека тоа е модерно и тоа е окей нешто. Тоа е да речам. Да. Дали знаеш точни бројки, примерот за еве настанот со хуманитарниот турнир во FIFA? Колку имаше пријавени надпреварувачи? Не знам точно пријавени надпреварувачи, ама се играше од 9-10 сабајлето до 11 вечерта. Да. Беше стварно доста интересен настан, голем одзив од многу локални општини и ти беше дали мислам. Да. Имаше и донации од пицеријата кај нас, Јовески поздрав. Интересно, како што кажав, да нонстоп мора да има нешто за да се разбира монотонијата. Мали работи во мали места, мали средини на живење се доста видливи, доста се осетени кога се организира. Ние не бараме некои огромни манифестации 7-дневни или не знам како, но вака, со почеток мали работи, што ќе има сноубол ефект, да речам, во долгорочен план. Дали младите од руралните средини имаат помалку можности за активизам? Па да, тоа е факт и тоа е вистина. Иако сега, како што кажав, мислам дека тие работи малце се сменуваат, се повеќе и повеќе важност му се дава на руралниве средини. И добро е тоа што се случува, иначе сите ќе треба да се договориме, ајде да се преселиме Скопје или во некој поголем град и толку. Мислам дека има и за нив предизвици. Се разбира дека дете нема исти можности да има во град, не знам, да оди на пливање, да оди на тенис, да посетува курс за англиски, курс за француски и во меѓувреме да игра пинг-понг, тоа нема да ги има во рурална средина. Затоа треба, мислам дека главно нешто спрема мене е многу поголема дигитализација да има на руралниве средини во смисла на административни обврски. Не секој може денес ќе додели 4-5 сати за да дојде за еден документ да го извади во Прилеп или да оди во Битола, кога сето тоа е лесно, едноставно, електронски да се извади, да се помогне барем на тоа поле, зашто нема локални, не знам, пунктови за лични карти, за возачки, за насудуван, зашто со тие некои работи ќе ги
ќе му помогнеш на жителиве и на децава, млади, и то после сето ќе има резултат, сето е како бумеранг. Ако гледа иднина тука ќе остане, ќе инвестира, инвестицијата на ние ќе поголем, да речем, поголем производ на самата општина, поголеми бизнис. Еве се гледаме Кривоштан има, како не се важам, 10-11 апликации за моменталниве грандови. Се поврзано, тоа е сето синџир. Ако еден оди во кафич, тој од кафич ќе купи од производ од, не знам, од месара за дома да јади, тој од месара ќе измија кола. Важно е сите тие работи да ги имаш во близина тука, за да биде возможно да живееш. Тоа е, иначе сите сме осудени да се преселуваме. Тоа е незапирлив тренд и Кировграштан и околината не е имун на тоа нешто. Но бројките не се нешто поразлично од другите средини. Да, иако на последниот попис Кировграштан е со најмала иселеност на млади во Пелагонија. За жал најголема иселеност има во Новаци. Ама, како што кажав, не сме имун на таа бела чума и има иселеност и кај нас. А тоа е едно чините спрема мене да барем на некаква еднакво да се цели или не знам поблиску да биде да патиштата да биде подобри, две ленти да има, да се оди за 10 минути до Прилип ако веќе мора да се оди. Тоа би било. И ти беше едно време во странство, така? И сепак љубовта кон твојата рурална средина те врати назад. За да и мислам дека подобро што се врати, мислам дека без тебе овие промени нема да бидат. Че имаше, но не знам. По 10 години. Јас помогнав. Многу помогна реално да бидеме реални и исто така, што знам, Кривогаштани веќе стана и во август центар има значи културен настан, фестивалот на пиперката. Исто така стана еден центар на промовирање на домашните производи, односно поточно кривогаштанската пиперка. Исто така тоа е еден голем напредок за општината и за руралната средина. Да те прашам исто така, кои се најголемите митови што ги следи активизмот, односно што би сакал да ги разберат луѓето, пример, не знам, нешто што мислат дека активизмот е или пример невладините организации се сепак поврзани со некоја политичка партија или на друга. Прашањето дали има такви митови, кои се тие? Се разбира за кај нас има теорија на заговор за се уште се расправаме дали земјава е рамна, мислам. За жал. Мора да имаш соработка ти, дали са ни пример еден чист пример ќе кажам. Конкретно од Македонска развојна фондација ти бара ако сакаш грант да има соработка со општина. Како? 10% од општина, останатите ќе ги платиме ние или да најди да обезбеди општината простор, а ние ќе ви дадеме опрема. Така да мора да соработуваш ти. Тоа дали ќе бидиш, не знам, имаш држави каде што се смета за пцовка ако некој кажи поврзано со партија или како и да е, ама кај нас тоа некако е секојдневие тие некои муабети, но факт е дека мора со сите да соработуваш, без разлика ние, како што кажам на почетокот, не воопшто не ни на крај памет за такви работи размислуваме, си ја тераме нашата приказна. Има се разбира митови, има секогаш ќе има и секогаш ги имало. Другиот муабет ти беше за Кировгаштани дека станува центар на промоција на домашното производство, секако. Да, јас викам дека селата ја направи Македонија. Се уште се цели кон она селско јадење, селски традиции, селски адети, гледаме дека по градовите веќе тие веќе ги нема, се губат. Секогаш селото било двигател на тие процеси. И мислам дека треба да се цена, поготово наша општина, како и многу други, што произведуваш некаков производ и го продаваш. Не продаваш услуги, не продаваш, не знам, не изнајмуваш, туку произведуваш нешто, чист производ и го продаваш и тие пари ги носиш во општината, со тие општина целосна циркулација правиш. Пример, замислиме, Прилеп нека функционира ако ги нема околни села. Нема 24 сати ја функционира. Ја нема циркулацијата. Прилеп е Прилеп само заради што има богати села.
што произведуваат сева, иначе знаеме како ќе заврши, има градови што се исечени од села или што се села раселени, не му оди баш најдобро. Така да Криокаштани се развива на тоа поле, ја промовира таа култура, како и мислам и исто треба и тутуно да се промовирано по пиперкатите, како е позната она нели капија. Да. Заштитниот знак на Ајварот општо, мислам. Да, и факт е дека имаме интернационална фабрика за ајвар и за производи од пиперка, што веќе надалеку се знае тоа дека македонската општо, дали од нашиот регион, дали од Струмичкиот регион, дали заради сонце, дали заради земја, е една од најдобрите и најквалитетни пиперки, со тоа крајниот резултат е подобар ајвар. Да. Нели она црвено богатство. Што мислиш? Црвено злато. Да. Што ги мотивира младите денеска да се вклучуваат во иницијативи кои што ги спроведува Урбано гнездо? Мислиш дека таа надежта најмногу која што ги мотивира нив за подобро утре, што се вели, или е љубопитност повеќе? Па јас многу пати имам кажано, ако престанам да се обидувам нешто да променам, не знам, да чистам пример, не знам, отпадоци во кај куќа моја во радиус од 200 метри, не ми е никаков тоа проблем. Сакав да кажам, моментот кога ќе престанам да се замарам со активизам или нешто да променам, ќе биде моментот кога ќе имам карта купено за некаде да одам. Бев в странство, како што спомнати, видам на си појќето одат, гледаат како е, дали Германија, дали Австралија, тој што има можност. Секаде, мислам дека човек ако работи секаде ќе биде успешен. Мислам дека и во моментов во држава има последниве 5-6 години таква можност да ако стварно работиш, ако стварно се залагаш за нештото, би успеал и овде. Сега сите тие другите работи што ги разговараме претходно за еднакви можности, тука треба да се промена. Тоа би било. Во Македонија младите чекаат некој друг да ги смени работите или почнуваат веќе самите да ги земаат работите во своји раце? Па мислам дека почнува самите. Гледаме во други држави кај што веќе министерства за млади си има оформено. Гледам неспоследнава анализа што кажува за нас, за Албанија, за Босна, за Бугарија, дека најголема иселеност и најголема намалување на население, единствена од нашата држава кај што и ние бевме Југославија, што зголемува население е Словенија и малку Црна Гора. Како што кажав, мораме да бидеме активни, мораме да самите да се трудиме нешто да промениме. Не смееме да чекаме политичари или некој од страна. Мислам дека еве ние со Урбано гнездо се што сакаме ќе собериме 10, 20, 30 души, што треба да се чисти ова, да се среди ова, да се изфарбова, се нешто може да се среди, колку треба волонтерски или нешто се купи, колку едно кафе сега 100 денари, сите по 100 денари ќе дајме. Што сакаш може да купиш сега, барем мислам не се проблем тие такви некои банални 100 денари сума за едно кафе што ќе ги спиеш. Така да мислам дека на крајот на денот мора поголем активизам на секое поле. И за крајеве се последните прашања. Каква порака би им испратил на младите кои сакаат да бидат дел од промената, но се уште не знаат од каде да почнат? Ова е прашање кое што многу често го поставувам на подкасти. Тие да бидат, ова сегде го читаме, сегде го слушаме, тие да бидат промената што е сакат, ама стварно тие да бидат промената што е сакат. Значи, речи му на некој ѓубре да не фрла тука, речи му на некој да не прави, не знам, застани на пешачки ти прв, речи добар ден на постари лица, му го должиме на постари лица, тоа нешто му прави еден добар ден, тие изградија држава. Читај секојдневно, едуцирај се, некој термин не го знаеш, изгуглај, побарај, истражи, знај си ги правата, нема поважно нешто да си ги знаеш правата, кај да поиш во која институција да поиш, ако си знаеш правата, ништо никој не ти може. Читај, гледај филмови, вокабулар зголемувај,
Тоа само ќе му порачам. Себе гради се без разлика, еве и да замина некогаш во држава. Појди, види како е, поработи, врати се. Многу е важно. Мислам себе растење такво, да константно да има, да нема запирање. Тоа би им препорачал, да биде секогаш да се напредува на секое поле, во секоја смисла на тој термин. Наредното прашање ми беше што би се променило во Кривогаштани ако сите млади станат активни преминаш месечно, ама сега според овој муабет јас сватив дека 90% од младите во Кривогаштани се веќе активни во својата општина, дека помагаат и во невладината организација и со младинскиот центар. И така да ти благодарам што беше денеска со нас. Сакам да го негуваме активизмот вака сите заедно, да биде ова порака на сите што гледаат и слушаат. И посакувам многу успешни проекти, да се гледаме на уште подкасти заедно. Се разбира, да. И ти благодарам што денеска беше дел тука со нас. Фала ви вас за поканата. Доста интересни прашања, се надевам долови добро неколку од нив. Уште еднаш поздрав до Кривогаштанци. Се гледаме.